што можете да забележите од сликата која што ја гледате, имаме навистина едно убаво и сончево утринско време, така што се однесува до сообраќајот, забележивме доаѓајќи наваму кон општината Ѓурче Петров дека има метеж од Ѓурче Петров према центар во тој правец долж булеварот Теодоси Гологанов, но од центар према Ѓурче Петров е сосема нормализиран, односно нормален сообраќајот, така што еве сите овие оние луѓе кои што ова утро еве планираат да патуваат или го користат овој булевар, излезете си малку порано, но тоа е нели во Скопје веќе и секојдневие во работните денови да имаме метеж кога станува збор за овој период од денот кога сите брзаме да стигнеме до работното место. Она за што ние ова утро дојдовме до општината Ѓурче Петров е токму повод, односно денот на општината кој што се чествува и прославува денеска, а најголемиот повод за тоа е нели за отворањето и пуштање во употреба на новата општинска зграда. За сите детали поврзани со пуштањето во употреба на новата општинска зграда, но и токму звуците на културата, манифестација која што започна вчера, ќе трае се до сабота. Ова утро сите детали ги дознаваме од првиот човек на општината, господинот Александар Стојковски. Најпрво ќе посакам добро и убаво утро, да ви е честит денот на општината и среќен роден ден. Благодарам, добро утро и до вас и до гледачите на Добро утро секој утро на ТВ Алфа. Градоначалник, денеска официјално ќе биде пуштена во употреба оваа општинска зграда која што гледачите имаат можност еве нели да ја видат зад камерата, но она што ќе се случува исто така денеска, вие веќе одреден период сте нели во оваа зграда, што се низ какви се еве перипетија, да кажеме, поминавте низ изминатиот период да дојдете до официјалното пуштање во употреба на општинската зграда. Па така е, ние веќе негде од средината на месец јуни успеавме да профункционираме, да кажам, во новиот објект. Изминавме еден долг процес, ова е проект кој впрочем скоро една деценија започна пред една деценија, конечно успеавме да го финишираме во последнава година и пол. Со минимални буџетски средства остана да довршиме одредени градежни активности. Успеавме да обезбедиме донација за мебелот и опремата, се она што беше вклучено во рамки на нормалното функционирање на општината и еве денеска можам да кажам дека официјално ќе го отвориме овој прекрасен објект кој што многу ќе значи за Ѓурче Петров, бидејќи сепак представува еден капитален проект со голема вредност која што ќе остане за идните генерации и конечно општината Ѓурче Петров ќе добие соодветен дом за своите институции. Ни беше се водевме тоа да првенствено сите услуги на жителите на Ѓурче ги доведеме на една локација, бидејќи претходно бевме на 5, така да многу често луѓето требаше да поминуваат и по повеќе километри чисто за да завршат некоја работа или да добијат одредена информација. Сега сето тоа може да го направат на едно место, дополнително имаме огромни заштеди во делот на комуналните режиските трошоци, зборам за енергенските прецеби, бидејќи се работи за исклучително енергетски ефикасен објект, така да во секој прилика општината Ѓурче Петров на долг рок добива нешто што навистина и го заслужува. Да, споминавте и тоа како ќе им биде нели заштитено времето на сите жители кои што спаѓаат под оваа општина кога им е потребно или да добијат некаква информација или да извадат некој документ. Може ли накратко да ни споменете кои се услуги ќе може да ги добиваат овде граѓаните? Па така, на едно место сега ги имаме сите општински сектори, вклучително и секторот за урбанизам кој што претходно беше на друга локација од нас, исто така оделението за инспекцијски работи кои што тие се две работи кои што најчесто им се потребни на жителите, така сега не мора да лутаат да бидат тука. Правиме напори и службата за матична евиденција да ја донесеме во овој простор или во простор блиску до
до нас, да излезат од оние катастрофални услови во кои што работат во моментот, иако не е под општинска надлежност, се работи сосема за друга државна институција, но водени од потребите и желбите на граѓаните на општината, спремни сме направиме еден таков дополнителен исчекор за да имаме услуги во услови како што доликува и онака како што то треба да ги добиваат жителите. Инаку самиот објект е негде околу 3.500 метри квадратни, нови простори на 4 ката, плюс приземниот дел. Во моментов ние се спелствени на приземниот и уште 3 ката, така имаме доволно простор за развој, за понатамошно подобро функционирање, во секој поглед да се подобриме што е можно повеќе. Да, верувам дека и тоа како нели граѓаните сега ќе можат побрзо да си ги завршуваат сите работи кои што им се потребни кога станува збор нели за оние општински работи, општински документи. Токму по повод денот на општината, вечерва организирате еден навистина интересен концерт со почеток во 20 часот, што ќе имаат можност да слушнат и да видат жителите на оваа општина. Така е, како што најавте на самиот почеток, ние уште од вчера започнавме со низа манифестации под наслов Звуци на културата, да зачуваме традицијата. Тоа се повеќе активности кои започнаа со настапот на културно-уметничките друштва во Ѓорче Петров. Вечерва продолжуваат со концертот Македонија во срцете. Носиме повторно во духот на традицијата, на македонската песна, на македонската музика. Тоа ни е основната цел. Вечерва ќе биде настано, на кој што ќе настапат 6 еминентни изведители, зборам Наум Петерски, Сузана Спасовска, Александар Тарабунов, Александра Јаневска, ќе биде Бојана Скендеровски, ќе биде на овој концерт, додека пак продолжувам исто така во петок со блок за најмладите, каде што ќе имаме настап на детската граѓанка, училиштата во Ѓорче Петров, традиционалниот фестивал Соната кој што го организираме, за да во сабота, кажам, финишираме со настани во текот на целиот ден. Во текот на денот ќе може да посетат манифестацијата од Бистра преку Дервент до Ханриево, која што втора година поред се одржувала, ни помина прекрасно, ги покануваме сите да дојдат да присуствуваат на манифестацијата, додека пак во вечерните часови ќе имаме еден екофестивал со нашите партнери од Еко Партнерс, каде што ќе може да дојдат да вкусат органска храна или да се купат одредени производи, дополнително да уживаат во крафт пиво, кое што ќе биде изложено вечерта тука, сега ќе има и соодветна музичка поддршка, да кажем. Да, навистина одлична програма во која што ќе имаат можност да уживаат сите жители на оваа општина, па да дојдат и да ве посетат нели жителите и од другите општини и заедно да го чествувате овој голем јубилеј, односно овој роден ден кој што вие одлучивте вака во 5-дневна програма да го прославите. Па така е, јас еве ги поканувам уште еднашка, најпрво вечер во 20 часот. Сите жители на Ѓорче и околните, па и Скопје, зошто да не, да дојдат да присуствуваат на оваа прекрасна манифестација која што ќе се одржи во Централниот парк во Ѓорче Петров и да не посетат и на другите активности кои што следат. Градоначалник, ви благодарам на одвоеното време и уште еднаш честит да ви е роден денот. Ќе ги поканиме еве уште еднашка сите гледачи, сите оние кои што имаат слободно време, простор и сакаат да уживаат во добрата забава вечерва со почеток во 20 часот. Уживајте во роден денот на општината Ѓорче Петров, токму во паркот ќе одржат концерт Караванот Македонија во срцете носиме, а како ќе имате можност да уживате и во активностите предвидени кои што ги спомена и градоначалникот се до сабота.